Мислам дека младичите кои денеска имаат мотори се во центар на вниманието, па затоа и јас се најдов во такво друштво и почнав да одам и да се дружам со нив. Возењето на мотор е многу интересно, затоа што за час стигнуваш до некој место кај што ти е потребно, исто така при возењето дува ветер. И мислам дека стварно е интересно да се возиш на мотор. Купив мотор затоа што ќе мислам дека меѓу другарите ќе бидам така во центар на паѓа и помодерен. Па, моторите ги сакам затоа што уживам во брза воžња, а за тоа допринесува и фактот дека повеќе ми се допаѓаат смели и одважни младичи, а нив можеш почесто да ги најдеш меѓу мотористите. И тоа ми овозможува да бидам и во нивно друштво, а воедно и да се возам со нив. Моторот го добив за роденден, но после бидејќи матурирав, ќе земам поголема машина, така мислам дека имам поголем број на пријателки. Брат ми откако купи мотор 1968 година, го возеше доста време. Мене ми беше чудно во тоа, па и јас се заинтересирав околу моторот. Се заљубив и имав желба да го возам. Он ми го даваше моторот, јас го возев. Кога завршив 8 одделение, моите родители ми рекоа да идам ја автомеханичар, бидејќи по цели денови се вртев околу моторите, ги поправав. Така се запослив како автомеханичар и бидејќи се разбирав доста од мотори, полно деца и другари доаѓаат тука кај мене да им ги поправам јас. Бидејќи немав мотор, кога ќе го поправев неговиот мотор, он ми го даваше и така ги возев моторите. Моментално јас имам сега 3 мотори, нив ги одржавам сам, понекогаш се случува да на некој од нив му фали дел, но сепак некако се снаоѓам. Зимам пари од родители, работам дома како механичар, наоѓам пари, за делови малку е потешко, но кога ќе дојде на зорт, имам пријатели па ми носат од Грчка и така натака. Но сега решавам скоро сите 3 да ги продадам, па да земам еден салам мотор, тоест цинда под милиција и рачунам да возам стварно нешто салам, фина машина, не да се плеткам со овие мали. Тој ќе ми служи исто така како и другиве за разонода, за шетање, за некогаш и за работа. Студент сум на електромашински факултет. Можности за купување кола немам и поради тоа решив да купам мотор. Овој мотор ми кошта 500.000 динари. А за да дојдам до пари за да го купам, работев едно цело лето. Бев на работа во шумите околу Мавровско и Преспанско езеро. Бев као шумски работник и набавив пари да можам да го купам моторот. Имам за полагање и татко ми вети дека ако положам, ќе купам мотор. И ја положив така да купив мотор. Оваа желба ја имав одамна, бидејќи гледав дека градот се повеќе се полни со мотори, тоест деца да купуваат се повеќе мотори, па решив ја да купам мотор и да се востам меѓу нив.
Јас сум студент на медицинскиот факултет, а хоби ми се моторите. Помалку чудна пасија за еден студент по медицина и самите мои пријатели се чудат, тоест не веруваат дека сум студент на медицина, или мислат дека студирам машински факултет, или пак се надеваат барем дека сум автомеханичар или мотомеханичар, судејќи по моите раци. Во овој момент располагам со 4 од нив. Тука се 3, тоа е овој плав мотор, ова е стара јава, овој Триумф и таа мала јава од 90 кубика, чиј мотор е овде. Во овој мотор се кријат 9,5 конски сили. Доста е пргав, но за жал сега не е во возна состојба, треба да се доправи. Имам 3 мотори, не да се каже оти сакам да имам многу мотори. Една врста на пасија, као што некој пуши цигари или се занимава со некој друг хоби, мене ми се моторите хоби. Не можам да кажам дека само моторите ги сакам. Сакам и други работи, но највеќе тие ме интересираат. Тоа хоби не ме чини многу скапо како што се мисли, бидејќи се снаоѓаме на разни начини, не чинат многу скапо тие мотори. Ги земаме обично стари од оние што веќе изгубиле волја за мотор или што мислат дека тој мотор веќе не може да проработи и потоа ги поправаме и така понатаму стануваат исправни. Со останатите мотори и самиот сега не знам што веќе да правам. Мислам дека ќе треба да ги продадам бидејќи не ми се потребни. Но ете така не можем да најдам купувачи затоа што целта не ми беше кога ги купував потоа да ги продадам за поголеми пари. Целта ми беше ете така од една чиста љубов да се занимавам со нив. Но се надевам дека ќе успеам да ги продадам. А понатаму мислам дека би земал и уште нешто поголемо од овој Триумф. Навистина е добар, но сепак е стар, ново е ново како што велат. И се надевам дека наскоро ќе имам уште поголем мотор. Моторот ми треба пред се за да свршувам разни потреби. Студирам, тренирам, ми треба да свршувам работи низ град. Кога би плаќал автобус би било многу поскапо и многу повеќе време би ми одземало. Значи, од една страна ми се потребни, од друга страна го возам заради моје лично задоволство. Сметам дека многу поголемо задоволство е да се вози мотор отколку кола, бар за нас младите. Почнав од мотор од 50 кубика, потоа го продав тој и купив друг од 90, јава 90, а сега го имам овој 175. Моторот го набавив, работев едно лето, исто и од стипендија некој динар собрав преку годината, така да го купив овој мотор, кој што ми служи за излети во околината на Скопје, сега на оваа горештина одам до Треска, потоа до Велешко езеро, и така натаму. Потоа и за превоз низ градот, зашто градот, кој што знаеме, Скопје е голем град сега, едно 22 км има пречник. Така да мора да не може да се употребуваат градскиот сообраќај, така да се служам со моторот. За одржавање користам, се снаоѓам од дома пари и така и слично, трошам отприлике по 15.000 месечно за одржување на моторот и за бензин и слично. Јас кај еден моторист, како што се гледа овде и повеќе другари мои, мојот мотор со кој се служам веќе подолго време ми служи повеќе за патување и за еден поефикасен, побрз транспорт во еден денешен современ живот. Тој исто така ми помогна да патуваме во една подалечна земја како што е Советскиот сојуз, во која бев 69 година и 70 година со мојот помал брат Владимир.
Тоа време стигнавме до Киев на пат за Москва и бидејќи тој не можеше да издржи, мал 15 годишен, и затоа не успеавме да стигнеме до таму. Сепак оваа година мислиме дека ќе отидеме. Ја прв пат на мотор се качи 60 година, значи току за време што беше 70 имаше една акција народна и тука имаше таа обука на мотористи за коли за полагање. И тука кога се научи да возам пред на мопед, 50 кубика колибри, накако тоа добив многу јака волја за мотор, што татко ми купи еден стар мотор од 250 кубика Томас Пуф за 15.000 dinara, по кој после ми кошташе околу 100 dinara. И од тогаш кога сменив преку 20 мотора, што најпоследно ќе доведе до, мислам, по моје могуćности најголема машина за ова е Циндап, 600 кубика, го земал милиција за 150.000, а ме кошта отприлика околу 6.000, а нов е исто 2,5 милиона. Иначе, од 64 година почнав да возам мотокрос за омладина Македонија, која исто имам возен на првенство во Приштина, сам омладина, тука не постигнав ништо. А меѓувремено сум бил на рели Прага, Фин Прага, 71 година, кој земаме прво место и екипно Скопје. А трето место земаме во Европа. Такоđe исто лани бевме во Холандија, земаме исто прво место, со ова машина 600 кубика. Бевме 30 дена од Скопје, бевме ја, Ѓуро, Влајко и Гуте. А иначе ми верувам че мојата пасија највише е мотокрос. Ја имам пред насочена графичка школа, која исто работаме 4 години вече у Пчатица на Македонија како графичар, прото офсет машиниста. Че од нешто плата одвојувам за моторите. Ова мотори, може да кажам дека најскуп спорт е мотористи. Првен за еден дел тука што нема требаше у Грчка. И многу скупи долете значи. Да земеш мотор у дело кошта преку 4 милиона. Пример земе за радица за фича кошта 30.000, а ова кошта 120.000 радица нова. Значи многу скупо, значи Имам желба и нешто ми удрило во глава од Volkswagen да наместам на мотор машината, но тоа сега за сега си го владам во себе и сите ми викаат не се занесувај ова она, но ако дојдам до пари тоа желба мора да ја остварам. Затоа што инспирација ми даде еден бугарин, потоа уште поголема желба добив, прочитав во ауто, некој од Љубљана наместил од Принц машина на мотор Кавасаки 500 кубика и од тога и све навака мислам све за тоа. Мислам, брат ми има Јава 90 да ја продадам и да купам машина од Volkswagen. Имам најдено, само уште пари ми требаат. Парите ги заработувам сам, на разни начини се снаоѓам. Значи, во тој поглед сакам да бидам независен, да не зависам од моите родители. Бидејќи татко ми нема баш многу убаво мислење за моторите, мисли дека некој ден ќе ме донесат на носила дом. До сега не ми се случило нешто пострашно. Сум паѓал неколку пати, бидејќи
постои она правило непишано. Моториста што не паднал или лаже или никогаш не возел мотор, но се среќно се завршувало. Барем до сега, за понатаму не знам. Овој мотор го имам веќе година дена, ми го купија родителите за добро понашање и многу сум задоволен од него, но би сакал да земам некој поголем мотор затоа што многу мала брзина развива, би сакал нешто околу 160-180, може би нешто повеќе. Значи ме привлекува многу брзата воžnја. Имам 18 години. Овие години се најлуди години за секој младинец и затоа би сакал некоја поголема машина, поузбудлива да биде. Моментално немам дозвола. Мислам да се пријавам сега во понеделник да полагам и да скинам едно големо гале и за себе и за совраќајците. Во моето семејство имаме кола, но за мене поголемо задоволство и тоа вистинско задоволство е возењето со мотор. И затоа ја уште во првите денови, првите месеци кога почнав да работам, кога се заработив, сите тие мои средства лично заработени ги одвоив на страна и со едно доста скржаво штедење јас успеав да го купам мој мотор, со кој си причинувам го возам за свое лично задоволство, бидејќи тоа за мене е некој право вистинско уживање, но сепак граѓаните многу се жалат на нас, бидејќи ние ствараме голема бука со овие мотори и затоа тие се жалат на нас, но ја мислам немаат они за и друга причина што се жалат на нас е тоа што ние по нивно мислење сме опасни за нивните деца што се играат на улица. Но ја мислам дека они не се во право тука, дека сите овие што имаат мотори и што ги возат, они знаат да ги возат и не представуваат никаква опасност за тие деца, бидејќи они ако не се осеќа сигурен, не се осеќа способен за една возење со мотор, он не би го ни купил. А сега за стравот, ако почнеме, секој кој има страв, он не може ни да вози добро, ни да биде добар возач. А што се однесува до мене, ја ако сум имал страв, нема да сум го возил волку време без дозвола. Никогаш не сум се качила на мотор, но и покрај тоа се чувствувам сигурна во младичот што ме вози, затоа немам никаков страв при воžnја. А што се однесува до тоа дали би сакала јас некогаш да го земам гиден од врака, тоа сум покушала и мислам дека ќе успеам, но немам амбиции да возам мотор. Мотоциклот го добив од татко ми и го добив поради добра работа во училиште. Сега иначе учам трета година гимназија и мислам понатаму добро да наставам со школа. Исто така со мотоциклизам мислам се бавам понатаму, бидејќи ме привлекува тој спорт и тоа дување на ветер и влагање во кривини со голема брзина на валување, се тоа ме привлекува и затоа сакам да возам мотор и тоа што е можно поголем и подобар. Почнав со Јава 90 и мислам сега да продолжам со други мотори. Мислам Јава Калифорнија да купам и така да стигнам до некој подобар мотор, па може би некој мотор за трки.
што значи моторот? Па не знам што би ви рекол, но можем да ви кажем дека многу ми значи. Многу ми значи. Тоа го чувствувам кога некогаш случајно останува еден ден или два без него, без моја вина, например, се расипал некој дел, а тој дел не можам да го набавам веднаш бидејќи е проблем за овакви големи мотори да се наоѓаат делови, и тогаш се чувствувам како парализиран, како еден вид болен. Не можам без мотор, навистина. Тоа му доаѓа како некоја врста наркоманија. Па не можам да замислам да бидам без мотор, зашто сум почувствувал, еве, кога го продав моторот пред овој што го имав, една недела бев ко врзан, ко птица без крила, што се вика. Така да не можам воопшто да замислам без мотор. За мене моторот значи многу, како што имаат некои љубов према книга или кола и така натака, ја исто имам љубов према моторот. Многу обожавам да возам мотор, заљубен сум во него. По некои случаи се дешава да дојде до квар, до немање дел. Јас сум решен у тој случај да не јадам или исто така, да не се носам, што ја знам и да тие пари ги уложам за тој дел, за да ми биде моторот исправен, за да можам да го возам. Веќе има љубители на мотори, од ден на ден бројот се повеќе расне, такоđe исто горе на Европа, горе на запад. Тој значи бројот е превише голем. Пример како што бев во Холандија, сум гледал значи група младенци, девојки со мотори идат по 100-200 души идат значи у колона. Тоа не е таму кај што таму биле големи проблеми. Има таму играат некои црни анџели, ѓаволи, бели бикови. Тие веќе се некои наркомани, така што слушав. Они искат со пуно право ги факат мајте за мотори. Тоа е многу што како кажам, просто како дргирани се за мотори. Залюбени се. Па веќина ги префекат, 90%, после дека ги префекат сите услови за мотор. Дека тоа е убав спорт, само што е скуп, али просто ќе се ужива него. Пример, мене даеш ме кола, не би се имал кола никогаш. Толку време возам, дека сум имал услова за кола, не сум купил воопште. И не мислам, уште за 4-5 години дека сум осекам способен, кола воопште не мислам. Ќе возам мотор.